Добре, че гледате Политиканти, ново издание, трета сезона, не знам кој издание. Вечерва сме јас, Боријан Јовановски, и се разбира... И јас сум тука Сашо Рановски, ова е 21 епизода, Бого. Ако ги исклучиме оние епизоди кои не ги броиме, што заедно со Мичо и со Мечка ги броиме. Добро, тие се 3, 4, 5, значи спе веќе едно 25-30 пати. До сега ти добро да се погодиме конечно заедно в студија двајцата, бидејќи се погодија неколку недели, до душе ти патуваш почесто, јас бев малку одседел прошло деца. Од кај се врати? Од Страсбург. Од Страсбург. Страсбург бев во посета на ТВ Арт. Да, и тоа сиромаштието Страсбург, сум чул дека тоа таму исто да, тешко им оди пред банкрот се. Пред банкрот се. Европска унија цела се распаѓа, знаеш. И нема врска, тоа е Европска унија. Баш ка Валкано погици, кучиња колку сакаш диви, ова. Да, непријатно да те фати. Стварно е фрустрирачки, затоа што Сашо, не знам дали си забележал ти, ама јазот станува многу поголем. Разликите, пака, овие што се видливи на прва, што би се рекло, што се забележуваат. Како да кажам, од тие базик некои хумани димензии на градовите кои гледам дека во Страсбург сум бил прв пат некаде во 90 средина крај на 90 години. Знаеш, тоа е еден тренд кој секаде по Европа можеш да го забележиш, особено во овие поголеми урбани центри, каде што вака видно е се зголемени зелените површини, видно се зголемени инфраструктурата за велосипеди, други превозни средства, метролиниите или трамвајските линии сообраќаат. Ја, например, во Страсбург не видов ниту во еден момент гужва да има. Не постои во 5 сат, нели, обично е тоа трафик, чепка ова. Страсбург не е толку мал град, околу 400.000 е целата. Нема гужва просто. Боријан, ти збориш за Страсбург, се врати еден пријател од Букуреш завчера. Шокиран, во позитивна смисла шокиран. Па знаеш ти Букуреш како изгледа? Влегов малку да го... Пошто не сум бил во Букуреш со години. За НАТО самит од 2008, поминав 4-5 дена таму и уште еднаш сум бил после тоа, ама реално не сум бил може и 10 на години на назад. Па знаеш како изгледа Букуреш? Букуреш е кој што го памтам од времето веднаш после социјализмот кога се паѓаше тоа системот. Јас бев во социјализмот. Ти беше во социјализмот. Види, не можам да ти објаснам. Не можам да ти објаснам каков хотел бев у 90-ти години сместен. Не се опишува. Памтам од аеродромот до Букурешт, по патот имаше многу непријатни сцени, бидејќи се нудеа девојки за се и се што, мислам. Да, страшно беше. Знаеш каде е сега тоа отидено? Ти ми збори за Страсбург, што збориш за... Јас се сеќавам Сашо на моето прво да не зборам, извини, да не зборам, еве сега поминував низ Албанија, низ Црна Гора, па тоа знаеш како? Добро, тоа не е на ниво на Страсбург. Подгорица изгледа како еден мал, среден, пицикато направен град. Онака, они се добро, они се веројатно една третина од Скопје, 200.000 се Скопје. Зашто е еден од најзелени градови во Европа, Подгорица? Види, тоа е стварно убави. Ај што е на 30 км морето, па тоа не, центарот не е исилуван со овие градби. Едно куче не видов, види, едно куче. Ти сега да тргнеш од Пржино до центар, па веројатно има едно 200 кучиња по пат. Тоа што нема кучиња не ти говори за нешто друго, дека не е тоа само успешна шинтерска служба, него подсредено е на други начини, значи урбана култура една урбана култура, јавно собирање на ѓубре, не знам, некаква регулација сега, не е Подгорица да кажам нешто сега, не знам, Сан Франциско па да паднеме у несвес. Тоа станува страшно што јазот меѓу оние кои во однос на кој сме биле и супериорни до скоро. Па како не сме биле супериорни? Се одвојува јас. Се сеќавам, тоа ми е вакако шок беше цивилизацијски моето прво патување во Тирана. Прво патувавме, се чини нешто као 10 сата. Од Скопје до Тирана со едно бусче, неколку една група на новинари, Панта Џампазовски се сеќавам беше. И со Руси. И тоа беше, мислам, јас ја замислував Албанија дека е нешто мрачно, нешто лошо. Како дете преспан или по таа страна никогаш светло не се гледаше. И мојата представа за Албанија беше дека е тоа тешка приказна таму.
Но она што го затекнав тоа, 93-4 година, тоа беше шок. Во Тирана немаше каков хотел, каков ресторан. Тоа се беше во распаѓање, тоа бе, улиците беа, канализација течеше, тоа семафори, ништо не работеше. Мислам, шок. И сега останавме 10 дена. И кога се вратив во Македонија, значи, јас таква радост немам доживено, ја памтам и таа среќа, знаеш, кога влеговме на ќафасан, влегуваме и наеднаш па осветлено нешто, па знаеш, и тоа беше просто, викам, леле, шо ни убава оваа Македонија. А се имаш обратно. Се обратно тој шок иде. Многу рано имам отидов прв пат во Албанија, веднаш после имаше некакви ситуации заради кои морав да одам и од тогаш натаму не сум престанал. Практично нема година да не поминам понекош неколку пати што Албанија, што Тирана, што морето таму и така натаму. Првиот пат кога бев, значи тоа треба да река 92-а. Можда и тогаш 93-та, 92-та. Сега така нешто бе, да. Значи една таква сиромаштија, тоа сум гледал сега по Африки. Бидејќи имав прилика да работам во некои најсиромашни земји на Африка, една сиромаштија, многу фини луѓе, меѓутоа сиромаштија. Не можев да се свестам што е проблемот неколку дена, иначе спиев во единствениот хотел во Тирана, тоа денеска е Дајти. Во Дајти. Па Дајти, ако бев, не работеше. Ти уште си имал среќа, уште па тој по ти некоја кажам инерција од 80. Креветот имаше 3 ногарки. Па морав да го ставам куферот за да биде четврта нога. Не работеше, 94-та не работеше. А тој им беше као нешто од меѓутоа, големи булевари, знаеш, она... Да. Италијаните го имаат правен, урбанистичкиот план на Мусолиниова екипа. Од тогаш до денеска, па тоа е таква трансформација фасцинантна. Види, и ние имаме во 50-тите, 60-тите години, особено Скопје после земјотреси, така натаму, огромни трансформации. Меѓутоа, ретка прилика е да видиш, да бидеш сведок на еден таков развој. Денеска има во Тирана, ја не знам од овие што не гледаат луѓе и така натаму кој бидејќи имаше долги години известно предубедување кај, па дури и понижување, мислам, како дека Албанија, македонците Албанија. Денеска Тирана има веројатно неколку десетици врвни ресторани. Бидејќи види, тоа што може би дел од нашиве луѓе не го разбираат. Значи, Албанија е традиционално свртена кон Италија. Значи, таму туризмот е ерсте клас, првокласен, затоа што сето тоа е учено во Италија. Тоа е се вратено и потоа Австрија, Германија и така натаму, меѓутоа главно Италија, а Италија има првокласен туризам во свет. Тоа е ресторани, тоа, како да кажем, љубезност. Албанците од Албанија се малку поинакви од овие бивши југословенски наши сограѓани, бидејќи нашите беа како и сите, ние бевме поарогантни, понаметливи така натаму, овие едни скромни, фини луѓе. И види, не можев да разбирам со години додека не ми стана јасно, бидејќи во Албанија беше изричито забраната верата. И онда разговараш со луѓе, значи прекрасни луѓе на кои што не ти е јасно што цела една димензија религиозна им недостасуваше. Да. Добро, сега тоа веќе е други генерации, се ова 2-3 генерации од тогаш и така натаму, меѓутоа за разлика од нашиве состојпоти, ние бевме социјализам и овдека религиите и црквите беа на страна од државата и така натаму, иако сите се разбира, беа што помагани, што бирани, што стварани од државите така. Значи една ситуација во која што особено после распадот на средина на 90-ти доживеа огромен распад со граѓанска војна, со пукања по улици. Јас работев и за некои албански компании и така натаму 2000-ти. Сега тоа е апсолутно. Па сега Тирана. Па тоа е, како кажем, европски град, се уште помалку хаотичен, се разбира, меѓутоа знаеш како, гледаш дека само напред се оди. Да, тоа е. Нема застанување, гледаш дека секој пат кој ќе отидеш за 6 месеци, за 3 месеци, за година, нешто е подобро. Нифип се случи таа 96-та што ја спомна тој распад на државата кога се распадна просто. И во тој момент, мислам, они тоа ќе доживеа, во тој шок ќе доживеа и катарзата и трансформацијата, бидејќи сватија дека нема држава која ќе ти помогне. Ние уште сме во таа инерција на комунизмот, кај државата, што државата, ама држава, што државата? Значи, за све нешто кај нас, некој свет чека, некој деус екс макина државен да се спушти.
Они го фатија редот од тогаш, сватија дека нема држава која може да им помогне и влегоа со еден предузимачки дух, со една иницијативност, индивидуално влегоа во Јас таа барам трансформација. еднаш два пати годишно кажувам и на овие наши подкасти на други места. Јас не памтам во последните 30 години во Албанија да имало штрајк за некоја работа врзана со вработување. Значи, албанците знаат да демонстрираат, политички се поделени, крш се прават. Тоа знаеш како демократите со социјалистиве лом се прават со години. Протести редовно Дури има. кога би можеле да на некој начин таа поделена Албанија малку се спои политички, веројатно уште побрзо би одело напред, ама добро, таа приказа знаеме. Тоа се. Меѓутоа до сега не памтам дека еднаш имало штрајк, владата да ни обезбеди вработување, патлиџаните да ни ги плати, овците не ни ги откупува, кравите не ни дадоа млеко, никогаш немало. Значи, ова ти што викаш, бидејќи никој од државата не очекува никаква услуга, сите се впрегнати во работа, што треба марихуана? И марихуана ќе садиме, ама ние ќе. Значи, никој од ништо не очекува, или, бидејќи на другата страна на морето Италија, знаеш како одат со една голема желба за работење после 10-15 години, сега веќе првите генерации, за цела деценија, се вратија бизниси, И тоа им завидувам на овие наши генерации, тие генерации што се во Албанија наши, они практично од 90-та стварно доживеа слобода, со заминувањето на Еверхоџа, тешки моменти, но понатаму од секоја година во година се подобро и подобро стандард, можности и така натаму. Ние како генерација доживеавме на еврејската што се вика да имаш па да немаш клетва и тоа е стварно е тажно. На пример, јас спомнам преспак и се сетам на Хотел Европа како ресурс, тоа беше сериозен ресурс, како да кажам, мислам. И таа една супериорност воопшто на тоа крајбрежје наше во однос на албанското, кој беше темница, сега е обратно, Сашо. Сега е обратно. Сите тие капацитети кои 80 јас сум ги живеел, како да кажам, тоа не постои веќе. Тоест во рушевина, па не се ни погрижуваат тие што откупиле или што приватизирале, барем да расчистат, барем шутот да го расчистат. Мислам, ако ништо друго да не ја прават таа еколошка катастрофа во пазувите на два, пази, Преспа е во Македонија со два национални парка, Галичица и Пелистер. Да не зборувам за тоа што и во Албанија и во Грција с планините си исто така се маркирани како национални паркови. Неверојатна една и таа е стварно клетва една лоша, да имаш па да немаш. Стварно е лошо. Да. Добро, Борин, бидејќи еве веќе 15 на минути сме во програма, би требало да се осврнеме овие 100 дена на Трамп, мислам, вака така се. Па ајде да видиме, да кажеме, немој па само да молим те стратешките односи, молим се. Значи внимателно дека остае друго и ја може со тебе. Морам да ти кажам дека за жал ситуацијата навистина не е добра. Мислам, и со избрани зборови човек да кажува, види, си изнагледав, бидејќи сите коментираат тоа и така натаму. Значи, стотици експерти, паметни луѓе, нобеловци, што се да кажа. Знаеш како ми личи? Ми личи како да влезеш у кокошарник со златни кокошки и да направиш масакар. Тоа се 100 дена на Трамп во Америка. Прилика, така, сума сумарум би дошло тоа. Најмоćната земја у светот, најбогатата земја у светот, со одлични економски перформанси со оглед на сите други околности. Да, предизвици кои се случува, војната, ковид претходно. За 100 дена човекот направи таков економски крш. Мислам, дело тоа јас и го разбирам како една идеологизирана тврда линија која се разбира на крај ќе доживее потполен пораз и така, ама има у тоа една идеологија, има едно инсистирање на... Па тоа, што да ти кажам, значи, економскиот раст им паѓа, инфлацијата им расте, берзите со стотици милиарди евра загуби, предупредува дека наскоро во Америка ќе има празни продавници, бидејќи сега заврши последниот бранд на бродови кои што носеа пред да ги воведе таксите
разноразни производи, сега сериозно го предупредуваат, мислам, не ова наша стопанска комора, овие светски, како да кажам, оти му велат, види, ова ќе оди многу лошо. Има една линија на слабење на доларот. Добре, експерти се разликуваат, ја не сум економиста и ги разбирам вотите многу, да кажем, површно. Едната теорија е дека намерно го слабее доларот за да му паѓа долгот. Меѓутоа, слабењето на доларот... Што може би е и некоја стратегија. Па да знам, ама инвестициите ги сели на други места. Еврото расте, одеднаш почнува на еврото, прв пат се зборува да почнува да доаѓа во ситуација да она биде резервна валута. Бидејќи целата логика на светската сила Америка, која го градеше системот на назад 50 на години по својот терк, беше тоа. Најсилната армија, најсилната економија, најсилната резервна валута, берење на сите страни и второ, Борјан, лажење. Не знам дали ја гледаше седницата на неговиот кабинет по повод 100 дена. Поразително. Види тоа, значи го споредуваат со нај филмот, го гледаш ли Смртта на Сталин? Лидерот на... Ама ја тако нешто не сум видел. Значи, демократскиот лидер во светот, круната на демократијата во светот, каде што луѓе во сериозни години онаков еден субмисивен, еден... Ма не е тоа ни се види срамота. Понижувачки однос, кој... Таде преска спомнавме, Тито немало, Тито тоа не, господин човек. Ма не, тоа би било срамота за... Па тоа како тама работа. Значи, Ким Ил Сунг, тоа не е ни Путин, види, кај Путин, макар ќутат кај Путин. Овие секој еден по еден зима збор за да му се напика, да не ти кажам, па тоа срамота. Експертите кои ги знаат односите, иначе велат дека он после ги исмева сите нив, која ќе заврши седницата за тоа што го прават. Меѓутоа овие се надпреваруваат, види, ај таму има класични будаги, мислам тоа се, ај да не ги спомнуваме, ти пак ќе репне така. Таму има неколку сериозни луѓе, човече, кои што на неверојатно срамотен начин му се постилаат пред ја такво нешто не сум видел. Не можам да го разберам. Мен нешто ме онаа епизода со царините. Она лудило што го направи со царините. Онолку на Кина, на Европа, сега вие ќе видите. Па нели ние 33%. Па берзите светски каша попара прајање. Па после не чекај сега 90 дена пауза. Знаеш што не се тоа да идеологија и некоја стратегија и он терај. Океј. Ама ова тргање во една таква брутална, робустна, самоубиствена, види, самоубиствена една акција. Да, па потоа се повлекува, мислам, толку несериозно делува во бидејќи станува збор за United States of America, тоа не е банана држава некоја која са ти гајле, пашка ти да правиш онакви претомбувања на берзите со твоите најави кои поима немаш како ќе завршат, па се разбере ќе бако да видиме сега они, сега кинезите. И тресла се гора, родио се миш, а штетата огромна направена. Да. И огромна по берзите и огромна по имиджот на Америка. Америка сепак била репер за принципи за пазарна економија, развој, демократија. Се тоа го Трамп успеа во 100 дена тој кредибилитет на американците да го приказна е веќе порази. завршена. Значи Америка повеќе нема не е за ништо пример, таа приказна, мислам за 100 дена. Сите се чудовиди. Да кажеме на епизода од Страсбург. И да ти кажеме на епизода од Страсбург, Убер такси. И доаѓа еден да не зема влегува, ма бичо кола ето. И тој ми се врти. Тесла ја зема одамна ми вика, ќе дојдеме до Илон Маск. Пази, мислам, знаеш како еден отпор во Европа гледам, значи луѓето име као таа. Сега да ти кажем што е занимливо. Ги гледам, пошто сите направија анкети, значи најсериозни, 10 анкети се објавија, знаеш, кај американците има стварно сериозно, дури на Fox, значи најголемите поддржувачи така натаму. Види, потоната има најнизок рейтинг во историјата на американските претседатели за 100 дена. Дури понизок и од претходниот негов мандат, кој што беше историски. Освен по едно прашање, значи сегдека е под 50%, не викаат сегдека е под вода, ама 35, 37, 40, такво нешто немало. Освен
кај мигрантите, тука има поголема поддршка, иако фактички по бројки има вратено помалку имигранти, но факт е дека заради целата таа робустна акција против имигрантите има помал бран на доаѓање имигранти, особено на границата со Мексико, и овие срамни акции за враќање и праќање во Салвадор на луѓе кои што Господ знае кои се, што се, некои од нив амерички граѓани, пази, наспроти судови напред се. Да, на крајот кристијата он можел да го прави тоа и да ако те спроведува, ма си имал, значи Америка била така, инсистирала кај нас на тие принципи на човекови права. Како кај нас, па тоа е у цел свет, они го измислил како не тоа кај нас. За човекови права, правење. Постави на тој начин, мислам, целата архитектура меѓународна. Ние сме се повикувале како новинари на тие извештаи, оди повика се за извештаи за човекови права кои ќе го објави Америка, мислам, молим те. Знаеш што е само занимливо, што исто така за нас многу мислам релевантно. Значи он е потопен во види сега, да бидам искрен, то ништо не му значи на него, он е само што е дојде на власт 3 месеци. 100 дена, он ќе си владее 4 години без никаков проблем, без разлика какви се рейтинзите. У крај на не знаеш како и берзите и рейтинзите ќе рипаат, ќе паѓаат зависно од секакви непредвидливости, можни хаоси и така натаму. Но за овие 100 дена зацрцен му е рейтингот кај така наречените тврди мага трамписти. Значи тоа е негде околу 35%. Кај нив е уште позацврцен рейтингот, тие се иначе главно на ударот, голем дел од нив, диспропорционално поголем дел, на сите овие економски последици. Меѓутоа, и сега ги слушам овие како анализираат, види, дел од тоа е, ајде што е една, бидејќи во Трамп гледат, види, тоа е секта и сега во него се гледа на водачна секта, тука рацио нема, тоа се само емоции. Меѓутоа, од друга страна има добар дел од нив според истражувања што ги прават, што се срамат што гласувале за Трамп и заради тоа double down, и заради тоа уште повеќе го поддржуваат. Не мислам дека тоа не е само за таму карактеристично. Знаеш како? Мислам дека тоа се случи и со Брекзитот во еден дел, се случува и кај нас се случува. Знаеш како? Ќе го изгласаш, ќе изгласаш оваа влада, такви разочарување и потоа луѓето затоа што ја проектираат незадоволството со инајот. Не бе, па што, па така треба, па што, па ако треба и треба ќе јадеме. Тоа е корење ќе јадеме и се тоа. За Европа што преска што правевме на почетокот муавет. Ја мислам дека зашо пака е. Звучи откачено, ама он и заврши работа сериозна на Европа. Ќе видиме. Ќе видиме точно. Еве сега бев во Артет, викам со колеги германци, французи, разговаравме на тие теми. Види, како ти кажам, сите се добро тоа што се огорчени од тој еден однос на Трамп, со едно понижување кон Европа, тоа на страна. Ама сите се во овој мут дека тоа расположение дека Европа мора да пресече менталната папочна врска со Америка и да се консолидира. Британците пак се приклучија вака или така, се ќе се најдат нови модели. Нема да се вратат се во Европска унија, ама ќе бидат тука. На полето на одбраната се случува сериозна консолидација во Европа. Јас се согласувам со ова се што го зборуваш ти и мислам и со не би тврдел, не би се кладел дека ќе биде. Една колешка германка убаво рече, видете, вика Европа, вика на крајот од кришата, Европа и Европска унија е направена низ кризи. Неа криза е потребна за да она може да врти, да расте односно. Што има право кога ќе ги земеш наназад епизодите, бидејќи ова не е прва криза, ова не е вака што е повидлива. Некој имаш кризи во 80-тите, во целата таа европска конструкција. Да не зборуваме. Ма како и да е, он просто ја консолидираше, создаде една свест за потреба од повеќе Европа, што беше доста дискутабилно меѓу самите европејци претходно. Знаеш? И тоа е, меѓу другото, пази, онова со во однос на Русија и таа негова
политика. Гледај сега, еве ги гледам, сите европски земји, не знам дали забележуваш како го качуваат и шпанците дури, португалците кои се најнезасегнати таму негде покрај Атлантикот, буџетот за одбраната. Знаеш, сепак ќе повлече тоа. Се согласувам. Разборувам што еве ги швеđаните и финците се веќе внатре во таа машина. Се согласувам, тргнати се процеси кои што одат во еден правец, докаде ќе стигнат. Јас се уште имам одредени резерви како тоа ќе се изведе, бидејќи сега не е тоа само прашање на буџети, дефинитивно се направени чекори. Види, треба да се направи една голема реформа во умот на европјаните, при тоа имајќи предвид дека многу трамписти има и во Европа. Не, така трамписти кои велам локални националисти, бидејќи се дигна национализмот во сите земји. Далеку е сашо од излез Европа, веќе имаме во Романија избори во недела, имаме избори кои што може и таму тој потрес може да биде сериозен со оглед на стратешката позиција на Романија, особено сега во контекст на војнава рускава агресија во Украина. Таму е една од најголемите бази, ако знаеш во НАТО. Ово е антинато. На крај придонесе ој Карни во Канада да победи, што беше пред 2 месеци неверојатна сторија. Значи либералите се вратија 100% во игра, а овие конзервативци потонаа трамписти во Канада. Трамп ги врати. Тоа истото се случува во Австралија, кај што албанези премиерот има големи шанси и така натаму, пак е во еден. Трамп ги врати. Па тоа види, тој удар се случи во Германија на изборите. Да, АФД направи, но направи помалку отколку пред да интервенираше J.D. Венс, мислам дека тоа покрена многу германци да уствари излезат да гласат за друга страна. Можда овој со Романија, ако се јави Трамп со 1-2 става или J.D. Венс, може ќе направи пресрти така. Ќе видиме, меѓутоа, знаеш што ме нервира малку во целата таа приказна, морам да кажам, Боријан. Прво, има еден мене ми се чини претеран страф од Русија. Дали е тоа намерно правење на подигање тензи за да се истуркаат сите овие реформи, меѓу другото и во одбрбениот сектор, меѓу другото и во европските и потоа националните буџетски лимити за овие, кажи ги, дефицити и така натаму. Мислам дека да се представува Русија како речиси смртна закана за Европа, тоа ама Русија е заглавена во Украина на начин да сигурно уште една деценија не ќе може да помисли да прави нешто агресивно кон Европа. Знаеш, ние не го следиме, поготово не тој дел, со оглед на медиумите кај нас, кои се врзани на српска углавна линија. Добре, не ги следам македонските медиуми. Гледав дебата завчера на француска телевизија, во хотелот во Страсбург. И, види, они многу поредовно ги следат сите изјави на Медведев, на Путин, на министрите, таму од думата луѓе медиумски ја следат Русија, што се случува. Види, Сашо, има сепак кога ќе земеш, таму тој режим е прилично налудничав. Мислам, исходот од не дај Боже таа нуклеарна интервенција, мислам немаше да. Ова е дел од тоа што ме нервира. Каква нуклеарна интервенција? Чекај. Каква нуклеарна интервенција? Прво Медведев е една пијаница, кое што апсолутно никој озбилно не го третира. Каква нуклеарна? Кој да фрли Путин, каде да фрли нуклеарка? Стационирано војска на финците и што ќе направи на финците? Ќе нападне Финска. Прават една психоза. Затоа што европјаните се подложни на такви психози. Значи, ме разбираш, јас разбирам да е тоа дел од приказната дека треба се разбира Европа беше заспадна, подпрена на америчко, така, но да се преувеличува моќта на Русија секако во нареднава деценија. Па ја ти кажувам дека они немаат сега воена сила, Луксембург да го зазема. Денеска. Добро, војните веќе не се водат само така. Голем дел од војните и со пропаганда, и со психози. 500.000 се убиени руски, 200.000 убиени мртви војници, 500.000 ранети. Они денеска каде е таа Русија? Ма како тоа е премалку? Како 200.000 они имаат загубено, па види цифрите што ја читам се на мисечини на Дојче. Милион се излезени од строј, од кои што се едно 3-400.000 позагинати. Денеска ги бркаат по улици да ги регрутираат луѓево и веќе не им даваат
тие после 3 ги земаат, па после 3 месеци регрутација им ги правеле тие договори за овакво со кој може да го носи на фронт. Сега го зема од улица, од дома и му го мора овој да го потпише тој договор, што може да се случи како е земен, така после 2 дена да го прати на фронт. Значи, ја разбирам, они се во еден, види, поготово сега, еве, и ова 100 дена да го искоментираме на Трамп, што нели за еден ден ќе ја решеше војната, и еве и 100 дена се направи. И ќе се откажат на крај. Па се откажа, денеска јавно објавија дека се повлекуваат, дека не, и дека таа војна ќе трае. И се види се. И тоа е убаво и оваа наша јавност да ги фати тие пораки, може треба да ги резимираме. Пази, целиот наратив кој овде многу лесно пројде, руски, беше дека закана е за тоа што Украина ќе влегува во НАТО. Во предлогот за договорот за прекид на огнот и за подпишување на некаков договор, предлогот беше да се дадат гаранции дека Украина не влегува во НАТО. Значи, тој аргумент отпаѓа, еве, таа Америка што нели они ја направија, Бајден ја направил војната и така натаму. Второ, Крим им се понуди да им биде признаен, иако со тоа ја почна кризата на Украина, но да биде скоро ја притисна Украина да се сложи со Крим да остане руски. Трето, Донбас, Донецк, кај што е рускава популација, кај што има мнозинска, да практично има некаков статус, тоа ме подсети, ако се сеќаваш, Сашо, ти се сеќаваш на планот Z, кој им го понудија странците на србите и хрватите за да ја прекинат војната во Крајна. Тој план на србите во Крајна им нудеше регионален парламент, регионална влада, значи една автономија на србите во Хрватска, не знам, на највисок може стадиум, на ниво на Босна, Република Српска практично. Туџман ја прифати, Милошевиќ и тоа ја отвори вратата да оној кутар народ српски биде целосно протерано таму, па ги пратија после на Косово, па таму ново протерување. Мислам, ужасни, трагични судби. И сега пази, сега да ти кажам дека, значи, правата на русите не е приказка. НАТО влегување на Украина не е приказка. Просто се види, го оставија на... Тоа е доброто во оваа иницијатива на Трамп. Што се види дека Путин сака просто да ја земе, да ја стави, му треба Украина да му е под рака, исто како Белорусија да му биде. И тоа е тоа. И сега он во тоа, веројатно, он нема каде, не знам што ќе прави, таа војна веројатно ќе земе на интензитет во овој сега нареден период, штом се врши таа таква брутална регрутација, тоа е очигледно дека он спрема некаква нова офанзива, која повторно нема да му успее да стигне до Киев, повторно ќе ги осиромашти, повторно ќе ги фрустрира и на крајот, после уште многу жртви, таа приказка се знае како ќе заврши. Значи, ја не се согласувам, бидејќи мислам дека таа војна нема да ескалира, таа ќе се води на овој начин како што се води. Ја мислам дека ќе сега во еден период. Русија повеќе нема војна сила за да може на класичен кинетички начин да добие, немаат ни техника, немаат ни ова, ја произведуваат помалку отколку што дневно губат таму, така што тоа е завршена таа приказна. Руската економија во многу лоша ситуација. Ако Трамп продолжи со овие санкции, бидејќи меѓу другото и ги зајакна некои од санкциите, тоа ќе се одрази неверојатно лошо, но знаеш како светот е веќе дојден на работ и се случуваат настани кои не може да се предвидат, кои што имаат огромни економски последици, кои што ти си мислел дека едно ќе биде со инфлацијата, станува друго, ти си мислел дека едно ќе бидат со дефицитите, станува добро. Тоа се ќе видиме како ќе биде, но сакам да кажам дека Европа е добро што се пробуди во целата приказна, нема сомневање. Мислам дека е ставот дека украинците треба да си одлучат што сакаат да прават со војната со Путин, со Трамп е окей став. На крај го потпишаа тој договор со Трамп. Договорот со Трамп е многу видоизменет од првата понуда за овие реткиве минерали да им ги земе и така натаму. Сега тој договор експерти ве викаат дека тоа всушност победа на професионалците во State Department во Америка. Дека речникот на договорот е така направен сега да почнува да наличува на меѓународен некаков договор. Дека тоа не е оваа класична едноуцина на Трамп и така натаму, но да се вратам на Трамп,
Тоа фалираше. Целата приказка околу Кина му фалира. Види Трамп што не разбира во основа и тој тип на како ги викаат орли, соколи, како ги викаат овие екстремисти во. Види, значи со Кина апсолутно политиката кон Кина не е само на Трамп, тоа и на Бајден и на Обама пред него и така натаму, тоа е една напната политика, но она што Трамп не го разбира е дека Кина не е демократска земја. И дека успехот на кинеската политика кон Америка е прашање на живот и смрт на кинеската комунистичка партија. И дека тоа не е прашање на следни избори за 4 години во Америка, па кој ќе биде нов председател. Значи, не може Си Џинпинг да си дозволи. Они мулјават веројатно за сцената, на некоја точка ќе се најдат, но кога овој ќе им стави 140, 150, 200% царини, такси, овој не може да си дозволи да на ниеден начин биде да му приде да се договори така натаму. Затоа што тоа не е успех само на кинеската економија. Тоа е успех живот или смрт за кинеската комунистичка партија, која што нема избори, која што нема демократски механизми да тоа го амортизира и која што би било крај на кинескиот постоечки систем, ако тоа Трамп што го сака го спроведе. И сега, и при тоа, да не заборавиме, Кина е толку голема земја, научена на разноразни периоди у својата историја, кога имало стотици милиони сиромашни, а не ова што е денеска и така. Ако треба, ќе одат и до јадење корења, не е приказката за подценување. Настрана што наспроти целата конфронтација со Соединетите Американски држави, Кина веќе станува, мислам, неверојатно, овој за 100 дена и тоа успеа да го направи. Кина станува веќе доверлив партнер, ма не само за афрички и азиски земји. И за Европа станува, што вика ти се? Па пазар огромен. Европејците и со Кина и со Јапан се доближи. Да ти кажем, со Јапан, со Канада, Австралија, Канада. Неверојатно. Мислам, дали е тоа стратегија на Трамп да сруши америчката економија до ниво, не да сруши сосема, туку до ниво да долгот огромен, потоа стане на друг начин исплатлив. Затоа слушам приказки. Слушај, одгледав сигурно 10 економски Нобеловци последниве, откако е Трамп дојден. Види, значи, ова ја што го зборам за Трамп, то се пристојни зборови со кои го оценувам 100 дена владење. Па знаеш што го... Не прашавме на почеток за Нобеловци зборам. Не зборам за ова други емисијата, дали смееме да го критикуваме Трамп. Не знам, Инфомакс да не издаде соопштение дека се оградува од нас. Така што види таа Илон Маск, види. Еве го Илон Маск заврши, мислам дека идната недела ќе се официализира дека се заминува од ДОЖ. Мислам дека и тоа ДОЖ е на крајот на силите. Но погај ги лагите на кои што, зашто сакам да преминеме на лагите на македонскава влада. Погај ги лагите кои што ги направија. Значи, кога доаѓаше на чело на ДОЖ, кој иначе не се знае дали уопште правно постои тоа ДОЖ, го прогласија, не? Зашто за тој тип на институција треба конгресот да гласа. Нема врска. Трамп рече, што е ДОЖ, ти си од денеска че дека 2 трилиони долари ќе биде уштедата и ќе ги најдат корупциите. Сега, некни на тоа, која си заминува сега веќе при крајот, велат дека околу 140 милиарди е за штедата. И тоа да е лага, бидејќи во суштина пресметале дека околу 120 милиарди, но за кратењето на 120 милиарди сега ќе платат 200 милиарди штети. Бидејќи тоа, отпуштање работници, затварање, враќање на работа, едно друго, се тоа ќе ги кошта, не знам колку ќе ги чини во месециве што доаѓа. Значи, тотално промашување. Повлекувањето на USAID, затварањето. Не само USAID е помала за агенција. Во кеш, они ги има, да, заштеда. Но тоа ќе биде, тоа е на штета, реално, на штета на влијанието несогледливи последици. Позицијата на Види, Америка. Да го резимирам со тоа што почнав. Златна кокошка која ја закла за да направи една супа. Ете тоа. Значи, една неверојатна комбинација на моќ, влијание, силина на економија, силина на војска, систем граден со децении по нивните теркови и така. Овој успеа да не зборам за внатрешната демократија, нели? Јас сум брбљал не знам колку пати за силината на американските демократски институции, па тој по факултети го предаваме 200, најстарата демократија уставна во светот. 250-70 години колку се. Се распадна за 100 дена. Нема никој од оваа република
републиканциве кој да му каже, сите се потонати ова, оној кабинетот, па таму седат луѓе кои што овдека реално не би биле ни шефови на возен парк у министерство. Мислам, да не почнем да ги збројам. Добра, ај сега почна да ги чисти, сега си отиде Националниот советник за безбедност, заменикот негови. Зашто не може оној други? Немаш Инстаграм да гледаш некои од нашиве од поготово по женскиот пол, кога што се сликаат, што немам Инстаграм, немам функционери разни, ми се доста тажна приказка, не. Многу тажна. Него ајде ова да палце за кај нас да видиме, да прочесламе, ги видели денеска сега пат на Репортери без граници. Слушај, Борен, го видов ја падот на Репортери без граници, но го видов и официјалниот став на ВМРО ДПМН по тој пат. Ова иначе пат по не знам на кој индекс не е пат. ВМРО ДПМН, да ти цитирам, падот во извештајот на Репортери без граници се должи на ширење лажни вести и дезинформација од СДС. Да. Види, ама ова е веќе навредливо глупо. Мислам, разбираш, ја разбираме кога имаат пропаганда. Ова не е наменето за мене, тебе и за 70% од јавноста. Ова е на овие трампистиве на мене. Замисли сега. Падот на Репортери без граници, па оние од СДС масироти не може да се... Да, немаш што да одговориш. Немаш што да одговориш. Должи на ширење лажни вести и дезинформација. Немаш што да одговориш. Ова изворот на лажни вести на Балканот. Инаку види, еве ти ја вака, ова недела одбележа стварно една мачна епизода, една што би рекло брука вака за Скопје, кога овие родителите од Кочани дојдоа овде, кога практично луѓе никој не мрдна со мал прст на цела трагедија на 62 деца и тоа едно отсуство на било каква емпатија, солидарност. Види, одмah ќе ти кажам дека мислам, меѓу другото, дека виновна за тоа е и медиумската сцена, која едноставно, како да ги кажам, целиот тој случај го сведе на некакви бројки, на некакви изјави, на некакви партиски препукувања од банален карактер. И практично тотално се заборави суштината на таа трагедија, пак ја наречам од епски размери. 62 деца зашто загинаа. И сега се соочуваме со вака една сурова илустрација на состојбата на духот во Македонија. Ти кога ќе имаш општество кое на тој начин и при таква трагедија не успева да ја пробуди, да пробуди тие чувства на солидарност и емпатија кои се базично човечки, кои се дел од суштинскиот дел на идентитетот на хуманоста. Ја не знам што се случува. И се виж ти, пази го, тоа ја и гледам медиумите, они објавуваат така, но ти ја чувствуваш стравот кај медиумите да не случајно се замерат со па да не беше инфомакс до неколку... Го критикував еднаш, пак ќе го кажам тоа. Мислам дека резултат на овој пат, мислам дека и оној договор на ЗНМ со владата како ќе се известува од Кочани. Не бе. Значи, знаеш како, тоа се не, види тоа. Сега да кажам, Сашо, многу далеко од што нема врска бе, човече. Тоа се спуштање на некои базични критериуми по кои нема види, критериумите се веќе срушени, какви базични, тоа веќе не постои. Па да не беше овој инфомакс во 3-4 клучни, критични термини околу целата криза, па ни ова што се случи немаше да се случи. Во смисла на реакции колку толку какви било. Пази, до денеска владата нема со ништо помогнато у Кочани. Зиро, нула. Значи тоа го кажуваат луѓе од Кочани. Види, пога за да се обидам да објаснам што всушност се случува. Вчера беше 1 мај. На 1 мај повторно видовме неколку стотици луѓе како демонстрираат пред водениот синдикатот пред владата. Види, во оваа држава синдикатот не може да направи ни генерален штрајк. Ти памтиш еден генерален штрајк дека е некојаш направен? Не.
Тоа се најмногу 3-400-500 луѓе, не знам колку биле вчера, може да беа 1000. Зошто е тоа така? Добра, и притисоците што се правеа врз лидерот. Какви притисоци, нема врска тоа, Борјан. Тоа притисоците секако се прават, за тоа е синдикат, да му се прават притисоци. Ти разбираш ли дека ти разбираш ли дека македонските граѓани се членови на синдикатот наречени партии? Значи, не постои синдикат, не постои, затоа што тие членуваат во партии. Партиите им се на нив синдикат. Они ги вработуваат, они ги отпуштаат, од нив зависат унапредувањето, од нив зависат тендерчиња, медерчиња. Каков синдикат? Партија ако реши да прави митинг, има 50.000 луѓе. Кога решава синдикат да прави, сите се угрчка подмори. Затоа што нема кој да прави списоци, нема кој за уши да ги доведе. Така што викаш партија да правеше нешто, ки имаше 50.000 луѓе. Ама камон, да реши ВМРО ДПМ да прави протест против синдикатот, 50.000 луѓе. Така што види, јас го гледам председателов на синдикатот, се труди човекот. Па и што има и неколку синдикати, па тоа знаеш, секојаш имало со власта тие што да тоа. Не може да се мрдне ситуацијата бидејќи македонците си се задоволни. Они си се, ова истото, за жал, ова го кажувам, се рефлектира и врз Кочани. Не дека луѓето немаат, ова што велиш, немаат емпатија или не жалат. Сите се потресени. Меѓутоа, во крајна линија, кога треба да одлучат, да решат, дали да излезат или не, да поддржат нешто, они сите се, дури овие, пази, не е ова само за членови на партии. Туку ова за целото граѓанство. Пораз. Затоа што они, на нив единствената религија, синдикат, како да кажем, граѓанско движење, им се партии. И како да не ти бидат партиите? Па погледај оваа партија на власт што да ти кажам пак за медиумите генерално. Што друго да биде? Глеј, пази, 10 дена оди се рефлекс на сето тоа. Оди, значи Мицковски беше по Америки еднаш, 2 пати, 3 пати, тукава делегација, онукава делегација. Сега во Јапан, ту не знам колкави делегации, под не знам колку дена. Кај рапите, не знам цела недела. Нема прашање колку кошта што се потрошило. Да не е Инфомакс да ги постави прашањата, немаше да се знае ни за... Бојан Маричич е неговиот бифтек. Не дека ја нема, го бранам Бојан Маричич. Секое прашање за трошење на пари од страна на владата е легитимно. Значи, Бојан Маричич се бараше цената на бифтекот 1-2 месеца беше тема. Сега нема прашање. Значи, не постои, не знам, не можам да видам. Срамота. Срамотно, видиш, навистина срамотно. Мислам да се оди Министерство за култура не може плата да даде на вработени. Министерот колку отиде у Јапан, тој ли што отиде у Јапан? И они Муцунски. Па добро, значи и они се 10 дена у Јапан. Трошеле седеле у кафана со цехови по 2-3 евра за ручек. Па види, Саше, јас немам намера нив да ги критикувам. Ако име, колку души од културата излегоа на синдикален протест? Кажи ми, колку души? Ако некој ги праша, може они да оправдаат, може да речат дека вака, така, премоција, презентација, не знам. Мене ми е поентата што некој се поставува тоа прашање. Нема, не е тема. Ама затоа што нема притисок, Борјан. Зашто новинарите викаат, што ние да бидеме тие што ќе правиме притисок, кога никој друг не прави притисок? На сите име, како да ти кажам, денеска читам некој од колегиве, во земја Дембелија нема протест, бе. Ова е земја Дембелија. Овдека, 300 евра, 400 евра, колку е минимална плата, не знам. Тоа, супер, чути, па после тоа ќе нешто ќе капне, ќе земе, ќе... Како човече? Мислам, тоа ти е идејата, значи, овдека луѓето се корумпирани не во парична смисла, корумпирани се морално. Тоа не е од оваа власт почнато, тоа е со децении наназад. Затоа што ги навикна дека партиите им се, дури ако не бидеш член, некој твој е член, кога ќе победиме, потоа тргнува за ефтини пари. За ефтини пари, оти големите пари секако други ги зимаат. Ова ми направи впечаток исто. Пази, тоа е сериозна афера, мислам, ние сме го сами сме и ти си го пофарил Панче Тошковски како министер, уште кога беше вода. Па беше таму е. Па и веста дека татко му кривично така ната. Бесите се. Тоа е сепак некаква вест која заслужува малку посериозен трет, па тоа го објави Инфомакс и потоа. Нема ништо, бе, пријател. Нема ништо. Медиумите се во нокдаун. Види, јас сум ти рекол, значи, мојата оценка е дека со години наназад во македонските медиуми се дава минимум од оптимумот. Значи, не се баш тотално за да удрат клjuč на врата,
Се ние можеме, ние сме дел од медиумите со децени. Можеме да правиме сите така, анализи за пазари, за едно за друго. Меѓутоа, професионалниот драйв кај денешните наши колеги, ја не сакам да ги критикувам, бидејќи добро, секој има некакво оправдување и така натаму. Се дава кај 96-7% од медиумите минимум од оптимумот. Со нив кога разговараш, што го признаваат. Немаат зошто, немаат, знаеш како, многу малку луѓе имаат навистина некаков професионално придвижување. Голем дел од луѓето се дел од пропаганда машинерија, кога е СДС на власт, СДСМ тогаш се дел на СДСМ пропаганда машинерија. Често пати истите луѓе се, кои ќе дојде ВМРО па се дел од таа пропаганда машинерија. Значи ти денеска затоа гледаноста на телевизиите е очајна, затоа ова нешто малце што има овие подкасти, платформи, вакви, такви, тоа нешто живе. Луѓето се главно нокдаун, нив име партијата и црква и синдикати, се што треба биде, она им задоволува се и која се, знаеш, молат за лекови, молат за вработување, молат за покачување. Овие ги зезаат, како да ти кажем, од најпростачки сега. Не им одговара потрошувачката кошница, не се, ќе смениме потрошувачката кошница. Овие сите голтаат, вика, па добро, сега, боже, така требало, ме разбереш, ќе најдеш. Сакам да ти кажем едно општество кое во суштина не е зрело за потребата на една граѓанска заедница да покаже свест, протест, забелешка. Ќе ти кажем просто, види, ќе ти кажем просто. Од едни или други причини, ако таа анализа ќе се прави, кој ќе дојде време веројатно поодлежено, доаѓаат локални избори. Од едни или други причини Скопјани се многу незадоволни од Даниела Арсовска. Ја инаку сега веќе почнувам да мислам дека и таа е жртва на ВМРО-вската еден заговор, ама и самата таа е исто така едно замешат. Види, во нормална држава, значи, каков било кандидат на ВМРО ДПМН треба да биде потопен на изборите. Па макар да изгласаат некој магаре врзано од не знам која партија, од било која, не од СДСМ. Овдека да не се секираш, пак ќе си гласаат на предлогот на Даниела дека е СДС партија. Апсолутно. Да. И ќе си гласаат пак за овие кои што ги излажа, ги провоза, ги намачка, што да ти кажам. Пак ќе излезе, добро, види, треба уште една шанса да иде. Тоа ти е тоа. И пази, еве ги локални избори уште малце ќе видат, една партија не мобилизира, не бара мислење од луѓе од различни струки, од што знам урбанисти, архитекти. Абе како урбанисти? Знаеш, една дебата да се отвори, што како да кажам, и се па во партиски кругови чекај овој, чекај оној, дај ти нати тебе, нати мене, и никому ништо, мислам. Се бараат кандидати кои што само разбираат буџет. Значи, како да се троши буџетот, скопскиот буџет е еден од поголемите во државата, градскиот буџет, тој споредено со други не е бог знае колку, ама е споредно со други градови зборам и така. Значи, само тоа се бара една верност да се има кон председателот на партијата, нема шанси бе боја. Како архитект, како тај ме некаков индикатор на сензибилитетот на што читаат луѓе. Значи, Али Ахмети, првите две вести се онаба, Али Ахмети Таравари, кои како се договориле, дали се договориле они за локални, дали кидат, кода е тоа, мислам, че толку банална е една тема. Го гледам Мицко колку вешто ја третира темата. Бидејќи види, темата на Али Ахмети и Мицковски е тема која на двајцата им носи гласови. Така е. Денеска го прашат, кој ќе се види со Таравари? Пази, како да е тоа, како да прашаш дали ќе се види со Трамп. Нема да се види. Ама сакам да ти кажа, овој е дел од коалицијата на власт. Он денеска, веќе 2 недели најавуваат средба, се тресе државава, дали Таравари, драматично ќе се следва, каде, робустна средба. Ја рече, да, ќе има средба, се тоа неизвестност, како да... Неверојатно, да. Два шавари врз, меѓутоа. А за суштински работи немаш никаква, на тоа билдат гласови. Да. Ја ти гарантирам дека ВМРО е во дослуг со ДУИ, дека сега ќе се засили таа предизборна атмосфера на локални избори ќе има, мислам, предвремени, и после тоа имаш ВМРО и ДУИ коалицијата. Да речеме, али за локалните избори тоа го координира. Победата на ВМРО ќе ги охрабри да отидат на предвремени парламентарни и ќе
направат коалиција со тој, пошто ова вреди ќе го распадат меѓу време anyway. Па добро бе, Боријан, ама така е. како да кажем, Ама тој не, филм сакам, ми се продава по шести пат. Јас тргнав под ова што го гледам на Times, па Да, први, значи двата наслови, сите од наслови овакво на насловната страница се Ахмети рекол ова, па со Таравари се видел или не се видел со Таравари. Истите што се само остарени 20 години, човече. Поима никој нема информација што уствари кој добро се гледаат, па треба да се гледаат, нормално се гледаат, мислам како да не се гледаат, како да не разговараат. Види, не сакам ни Таравари да го коментирам, бидејќи човекот на вистина постигна ништо. Влезе во целата оваа приказна, беше предупредуван 100 пати што ќе се случи, од европска агенда нема ништо во владата, таа е приказна завршена. Тој градски човек на кој не му е незгодно му е да... Знаеш како? Ти види се на онкологија што му се случува, па неколку имаш... Чекај, сакаш да ти гарам, кој ќе излезе од влада дека ќе го уапсат? Сакаш да се кладиме? Еве, ќе се кладиме. Дека ќе го уапсат затоа што заради недостатокот на лекови, што сакаш? Ти не знаеш, види, ќе мора тоа да го направат, бидејќи овие тоа го прават. Почнаа со притисоци, види, имаат мерења, остаја овие приказки за, како си каже таа компанијата што ја платија 400 маркет. Овие телефонските анкети у кои што они го чувствуваат незадоволството. Тоа незадоволство не е артикулирано, тоа незадоволство пред изборите нешто ќе преде во некој од опозицијските партии, тоа не бе доволно за они да направат некако фасцинантен резултат, меѓутоа ВМРО го чувствува тоа незадоволство и станува нервозно. Бидејќи, види, кога ќе им ги видиш одгласите на нивните партиски сајтови, какви се меѓу луѓето, кога ќе видиш кој е незадоволството на општа апатија, таа општа апатија они се трудат да подхрануваат, меѓутоа такви дојдоа времења, Боријан, каде што, знаеш како, одеднаш заради политиката на Трамп победува либерална партија у Канада. Практично за 3 недели пред избори. Да. Одеднаш заради не знам што победува, не знам кој, се превртува ситуацијата за месец-два. Не, истите анкети кои што покажуваат дека тоа нема шанси, за 2 месеци. Некој гледа и веста дека се пази со овие унгарски пари се влечеа. Кои унгарски пари бе? Има ли нешто тие унгарски пари? Сите 80 општини аплицирале со проекти финансирани од унгарското. Ништо нема од унгарските пари. Дадат пари. Кај се парите? Значи ќе им дадат и тоа ќе биде како ти кажам изборен во кампања ќе се вложат парите. Нема да им ги дадат, ќе ги зборат парите, нема ништо да дадат. Колку има до сега дадено, зашто било? Па тој Угарска еве 10 месеци владава, до изборите ќе биде година и нешто. Па ти се молам. Па тоа ти да отидеш да земеш кредит, ќе ти треба 2-3 недели дојка од шалтер до исплата. Па нема ништо бе, тоа се све лаги бе, види, да ти кажа, овие се толку вешти лажговци. Пази, денеска излегуваат со податок дека, види, плата не може да подадат. Ти последен пат памтиш ли кога у државата на администрацијата плата не може да се подели во неколку министерства. До таму стигна. И само само истите прикази, отидоа арапите, истите арапи што се од Црна Гора, истите арапи што се од Вучич, тоа све на Вучич се тие шебите. Истото тоа се они ќе биде. Па тука не само тоа, него и шапка ќе ја прави. Арапи ведеме експерти за снег, не само за пустини, за реки, за не знам што. Абе тоа приказки за мали деца. И јавноста си голта. Тоа е, Боријан, резултат на што знам, на една опадната критичка свест и моќ за расудување, кое што ја не викам дека е создадена во последните 6 месеци или 10 месеци, но нешто една ерозија која трае со години, со децени, многу паметен народ си замина и зашто не би се заминал, се разбира, народ кој што имаше некаква критичка моќ за размислување, субстанцата е изедена. Ова што е останато во голем дел се луѓе кои што од едни и од други причини, не е тоа само кочени, не е тоа само првомајски празници, не е тоа само едноставно луѓето имаат дигнато раци, а тие што немаат дигнато раци си име све и свија име партијата. И тоа е приказката, говори. Со што да завршиме овде? Па да ти кажам право, Боријан, денеска имавме еден гостин кој требаше да го гостува и така натаму, на крај не успеавме, бидејќи 1 мај се спои 4 да работни дена.
И така мислам дека е доволно за овој пат. Да најавиме дека следната недела барем договараме со една важна политичка личност интервју. Ќе видиме како ќе оди. Види, Да за жал кој било од ВМРО што сме го викнале не одбива, не доаѓа, дури и луѓе што не биле на подкастот и така натаму. Ми криво стварно, што да правиме? Па добро се. Тоа е тоа, не може би со сила. Ама ние се среќаваме и многу пристојно вака сенати. Поздрав, така ја поздрав, така натаму. Ама да, не би дошли. Иако не гледам причина. Има причина, затоа што, види. Инфобакс, нека се Инфобакс. Види, мислам. Они знаат дека со нас на разговор не би биле навредени, не би биле, како кажам, не би било тоа. Ама не би било ни навредени ни на друг тип на разговори. Едноставно, види, Борјан, и тоа е дел од стратегијата, да не се грижи. Значи, јас веќе се загрешив, Мицкоски 2 дена нема интервју. 2 дена нема дадено интервју, додуше физички не беше у земја. Утре гледам ќе фрла камен темелник на пат. Што има премиерот да фрла камен темелник. Тоа проектот. Ова што не чинеше катастрофа, што беше како камен темелник ќе се фрла, мислам, што е тоа. Сакам да ти кажам, тоа е една стратегија која што, знаеш, тоа е ова што Трамп го правеше исто така многу и го прави се уште многу успешно, тоа е она flood the zone, што се вика, на нив не успеа до крај тоа. Камен темелникот е дел од пиарот, бидејќи сега има една, не знам дали ја забележав, реакцијата на луѓето вчера, бидејќи се заглавиле на пат кон Маврово. Буквално се заглавиле. Тоа било хаос. Некој пријател мој знам кој се вратил назад, се вратиле луѓе, не подносливо бил. И мислам дека поради тоа денеска најува дека утре ќе фрла камер. Ова беше сега вака, ама сега ова ќе го биде решено. Сите други виновни, само они не се виновни. Преку проектот кој беше најкорумпиран, најкатастрофа. Ајде уште една минута, види, ви го Таравари, кој што беше градоначелник на Гостивар. Па не може никој да ми каже дека таа раскрсница со семафорите кај Гостивар кој е главниот проблем. До сега не можеше да Бехтелиенка, па камон. Па не знам некаков голем кружен ток, еден надвозник, еден подвозник, па тоа се прави со нашите најспори се издаде 3-4 месеци ти треба. И сега што правиме муабет? Мислам, ние сме среден век, човече, затоа што граѓаните, возачите се на последно место. На последно место дека они треба нешто да добијат. Се друго е партиски договори, корупција, пари, тендери, па после овие што чекаат сите ние под васаат. Па не може бе еден семафор да не се реши кај Гостивар, па не знам колку години. Па стварно и сега ни требал Бехтелиенка да дојде, што ќе направи Бехтелиенка што ние не сме можели. Ама толку ни сече. Добро, мислувани гледачи, тоа беше кој се беше издање 16-то? 21-во во третата сезона. Ви благодариме на вниманието и се гледаме другиот петок. Се гледаме следниот петок. Малку јас и Борјан ја сумиравме, да кажам, последната недела, ама и одамна не сме се виделе во заедно во студио. Си направиме муавет. Пријатно и до гледање.